Вечерва на полнок завршува изборната кампања. Партиите и кандидатите во изминативе 3 недели имаа што да кажат. Сега на потек се гласачите, во недела тие ќе кажуваат. Ќе кажуваат кој треба да победи во општината каде што живеат, секако во скопските општини ќе се гласа и за градоначалник на Скопје. Што вели законот, кој кандидат може да биде избран уште по првиот круг? Има два услова. Првиот е на гласање да излезат минимум 1/3 од запишаните избирачи во конкретната општина, а вториот услов е еден од кандидатите да освои над 50% од гласовите од избирачите кои гласале. Доколку не се исполнат овие два услова, тогаш во рок од 14 дена се организира втор круг гласање, каде што изборната трка ќе ја продолжат само двајца кандидати кои во првиот круг имале најмногу гласови. Во вториот круг победник е кандидатот што ќе освои повеќе гласови. Со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес, во недела МВР соопштува дека презема континуирани мерки и активности во рамки на своите надлежности. Полицијата, согласно направените проценки, ќе бидат присутни во близина на локациите на избирачките места, како и на клучните сообраќајни точки, со цел зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушувања на јавниот ред и мир. Безбедноста на граѓаните ќе биде гарантирана со стандардните материјално-технички средства, мобилни тимови и пунктовско работење, а ќе се користи и современа технологија, дронови за воздушна контрола со цел побрза реакција и превземање на соодветни мерки и активности во случај на инциденти. Штип, Кратово, Крива Паланка, Валандово, Делчево се меѓу 21 општина со по двајца кандидати за градоначалник и најверојатно тамо граѓаните прв човек на локалната самоуправа ќе добијат уште следната недела. Останатите општини каде што само по двајца кандидати ќе се соочат се Богданци, Боговиње, Босилово, Василево, Врапчиште, Градско, Желино, Зрновци, Карбинци, Кривогаштани, Липково, Маврово и Ростуше, Ново село, Петровец, Пласница и Теарце. Во повеќето од општините борбата ќе се води само меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, а во некои од местата меѓу кандидатите од Вреди и коалицијата предводена од ДУИ. Српската Алта банка официјално стана нов сопственик на Стопанска банка Битола, откако незината понуда беше прифатена од скупно 262 акционери. Во рамки на трансакцијата беа продадени 344.420 акции, што представува 88,09% од вкупниот акционерски капитал на Битолската банка. Со оваа аквизиција, српската финансиска институција значително го проширува своето присуство во регионот, а Стопанска банка Битола добива нов стратешки сопственик со кој се очекува понатамошна модернизација и зајакнување на незиното работење. Во Штип синоќа беше отворен новиот Дино парк, кој веднаш стана омилено место за децата и љубопитните истражувачи. Сместен во Бриони, во непосредна близина на зоопаркот, овој тематски парк нуди уникатно доживување на праисторискиот свет. Градоначалникот на Штип, Иван Јорданов, на социјалните мрежи напиша дека магијата на праисторискиот свет пренесена во познатата шума во Бриони е отворена за сите деца, семејства, ученици, туристи и љубопитни истражувачи, кои ќе научат нешто ново на забавен начин. Тирекс, Брахиосаурус, Стегосаурус, Петранодонот и многу други реплики на најпознатите диносауруси ги поздравија децата со нивната исклучителна големина и реални животински крици, вели Јорданов. Тој објасни дека овој парк треба да биде символ на љубопитноста, радоста и имагинацијата на најмладите. Монографијата Кире Костов, македонски инструменталист, композитор, диригент и педагог, од Снежана Анастасова Чадиковска и Марко Коловски се промовираше синоќа во книжарницата Литература во Diamond Mall. Станува збор за дело кое содржи околу 250 страници и представува сведоштво за творечкиот опус на еден од најстакнатите македонски композитори Кире Костов, од неговите први композиции преку долгогодишната работа во танцовиот оркестар на МРТ до неговите најпознати песни како Летај галебе, Твоите очи сине, Тајно моја, Кога те нема, Што те нема, Бела птица и многу други кои представуваат македонско музичко наследство.
Денеска цел ден во цела Македонија беше облачно и на места дождливо, а за попладнево и вечерва се очекуваат пообилни дождови, под влијание на влажен воздушен бран кој доаѓа од Медитеранот. Во некои делови на државата ќе наврнат над 20 литри дожд на метар квадратен. Што се однесува до температурите, тие ќе бидат под просекот за овој период од годината и максималните дневни температури ќе се искачуваат во интервалот од 10 до 18 степени. И во Скопје и околината времето ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет со температура околу 15 степен. Словенечката влада со закон наложи исплата на задолжителен божиќен бонус за сите вработени во јавниот и приватниот сектор. Бонусот од 639 евра мора да биде исплатен најдоцна до 18 декември. Бонусот нема да биде задолжителен само оваа година, туку ќе стане трајна законска обврска, ќе изнесува половина од бруто минималната плата и ќе биде ослободен од данок. Работодавците реагираа на владината одлука, тие бараат божиќниот бонус да остане доброволен како и досега. Грчкиот парламент и покрај протестите го усвои законот со кој им се дозволува на работодавците од приватниот сектор да го продолжат работното време. Според грчката влада, овој закон има за цел да го направи пазарот на трудот пофлексибилен и поефикасен. Работниците сметаат ова ќе ги поткопа нивните права додека се борат да се справат со стагнацијата на платите и зголемувањето на трошоците за храна и кирија. Според новиот закон, подолг работен ден од 13 часа може да се воведе само 3 пати во месецот и до 37 пати во текот на една година. Гласањето за усвојување на законот за привремено финансирање на владата на Соединетите Американски држави не успеа ниту по 10-тиот обид. Прекинот на работата на владата влезе во 16-тиот ден. Сенатот повторно со гласање го одби законот што претходно беше усвоен во представничкиот дом. На истата седница Сенатот не го усвои ниту предлог законот за финансирање на Пентагон. Демократите одбиваат да го поддржат предлогот на републиканците без поголеми отстапки, особено во делот што се однесува на здравствената заштита. Поранешниот албански претседател и лидер на опозицијската партија на Слободата Илир Мета останува во затворски притвор откако Врховниот суд го отфрли барањето за изрекување поблаги мерки. Ова не е прв пат Мета да бара поблаги мерки, но сите судски инстанци, вклучително сега и Врховниот суд, ги отфрлија барањата. Мета е во притвор од октомври минатата година заради истрага на специјалното обвинителство под сомневање за извршени кривични дела, корупција, перење пари и прикривање на имот. Претседателите на САД и Русија имале долг телефонски разговор за повеќе чувствителни теми. Тема била и можната испорака на далекосежните ракети Томахав. Било договорено многу скоро Доналд Трамп и Владимир Путин да се сретнат во Будимпешта. Подоцна Трамп изјави дека Вашингтон не брза да ги сподели своите ракети со Украина. Инаку украинскиот претседател Володимир Зеленски токму сега пристигнува во Вашингтон, каде очекуваше американскиот претседател да му дозволи испорака на ракетите. Но веднаш после летувањето на базата Ендрус бил известен дека Трамп само што остварил телефонски разговор со рускиот лидер. Не стивнува драмата во француската влада. Премиерот Себастијан Лекорни преживеа 2 гласања за недоверба во парламентот. И тоа откако пред само 10 дена поднесе оставка, а претседателот повторно го врати на истата функција. Иницијативите за недоверба беа покренати од десницата и левицата, но го спасија социјалистите по одлуката на претседателот Макрон да се одложи контроверзната пензиска реформа за 2 години. Левицата најави дека ќе поднесе барање за отповикување на претседателот Макрон и ќе бара да се распишат предвремени избори.